Мереле сечеле и кампањата за Европската Унија владата наштелува да ја пушти во етер предизборно. Се поверојатно е дека роковите кога ќе треба да се рекламираат предностите од членството во Европската Унија ќе се поклопат со предизборниот период кога веќе ќе бидат распишани претседателските избори. И Линденска уште во јануари годинава резервирала буџет кој ќе треба да го потроши за рекламни видеа и спотови за убавината на членството во Европската Унија и по еден пропаднат обид сега на 6 месеци пред избори наоѓа фирма која ги исполнува условите. Владиниот секретаријат договорот со Вертиго НМЕ го склучува на 8 ноември, а на 10 објавен на сајтот за јавни набавки. И според подпишаното од двете договорни страни, кампањата треба да трае 45 дена, откако фирмата би ги подготвила слоганот и логото. Колку време и се дава да ги изработи не е наведено во договорот, ако под предпоставка дека тоа би биле 30 на дена. Кампањата би започнала некаде на средината на идниот месец, а би завршила неколку дена пред да почне изборната кампања за претседателските избори. Државната комисија за спречување корупција има укажувано токму на ваквите ненамерно или намерно местење на датуми за кампањи финансирани од државната каса во предизборен период. Пред само 2 години владата темпираше исплатата на парите од ТАВ програмата за инфраструктурни проекти за 36 општини, точно пред локалните избори. Во законите јасно се наведува дека какви било исплати од денот на распишување на изборите, па се до нивно целосно завршување се строго забранети. Во периодот од 20 дена пред почетокот на изборната кампања, па до завршување на изборот на претседател и до завршување на изборите за избор на градоначалник, не може да се одржуваат јавни настани по повод почнување на изградба или пуштање во употреба на објекти со средства од буџетот или јавни фондови. Едномесечната кампања за предностите од членството во Европската Унија, Македонија пред 2 месеци ја чинеше 80.000 евра. Ние сме Европа, сега ќе се репризира и тоа за нови 350.000 евра.